Последната посета на Балканот како канцеларка Ангела Меркел ја финишираше во Тирана со порака до лидерите во регионот дека нивните земји имаат јасна европска перспектива. На шефицата на германската влада, која по 16 години ја напушта функцијата, јасни и се состојбите и во регионот, на кој му посвети големо внимание, како и во Унијата. И покрај незиното големо залагање, токму во времето кога Германија претседаваше со Европската Унија, се случи бугарското вето. И Албанија и Северна Македонија ги исполнија поставените услови за да започнат преговори за членство. За жал, поради бугарското вето, за време на германското претседателство со ЕУ, не можеше да се отворат преговорите со Северна Македонија и со Албанија. Но ние ветивме дека ќе бидеме блиску до овој процес, бидејќи е вложена многу сила и енергија во него. Токму блокираните евроинтеграции покрај регионалната соработка и трговската размена беше една од клучните теми на средбата со македонскиот премиер. На билатералната средба со канцеларката Меркел, премиерот ги изнесе позициите на Северна Македонија во однос на потребата за забрзување на евроинтеграцијските процеси и за што побрзо решавање на проблемот кој го наметна соседна Бугарија. Премиерот Заев нагласи дека единствен прифатлив предлог за нашата земја за надминување на блокадата на проширувањето на ЕУ со земјите од Западен Балкан е предлогот представен за време на претседателството на Португалија со Унијата, со кој се почитуваат заложбите и на двете страни за унапредување на меѓусебните односи и за евроинтегративните процеси во регионот. Канцеларката Меркел се согласи дека ЕУ интеграцијата и на Северна Македонија и на регионот не сме да продолжи да се одложува, се вели во владиното соопштение објавено по средбата на македонската делегација со германската канцеларка во Тирана. Албанскиот премиер Еди Рама, кој често односот на ЕУ кон Скопје и Тирана го опишува како чекајќи го Годо, денеска порача дека двете земји се заложници на национализмот во Унијата. Кога балканските земји беа во конфликт или излегуваа од конфликти, се зборуваше дека процесот на зачленување во Европската Унија ќе го ублажи национализмот. Но денес ние сме заложници на национализмите во ЕУ. Она што денес се случува е заложништво на интегративниот процес од бран на национализам. Политичкото наследство кое Меркел го остава во однос на Западниот Балкан е огромно. Таа беше главниот двигател на европските политики на проширување кон овој регион. Таа го иницираше Берлинскиот процес, замислен како иницијатива за натамошно проширување на Унијата. По 16 години, Меркел, која наскоро ја напушта позицијата канцелар, заминува од Балканот, кој се уште е далеку од целосната интеграција во Обединета Европа. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.